Тања, добре дојде у Хитмејкер. Добар ден, Најдо, здраво. Многу одамна сакавме да ни бидеш гостинка, ама ете, Мија исто многу сакаше да ја гостуваш, но ете дојде ред ја и ти да си правиме муабет. Добро. Тања, ти си, како да наречам, ни македонската Кейт Буш, ни Нина Хейган, ни нешто измеѓу, не знам, нешто. Па може тоа е добро? Што Ти не си сум? сонот на секој македонски автор на голем диапазон на жанрови од рок, панк до поп да испее негова песна. Затоа што ствараш од таа негова песна, ствараш една друга димензија. Многу ме интересира на кој начин ни приоѓаш на песната, како ја читаш, кој ќе ти дојде текст пред тебе што треба да го отпееш, а не е твој, пример. Како му приоѓаш на текстот? Дали било кога можеш тоа или чекаш момент за такво нешто? Па јас сум по природа поприлично емпатична личност. Тоа подразбира само по себе дека едноставно имам храброст да се истражувам. Што значи тоа? Тоа значи кога ќе му придам на одреден текст кој што не е мој, приказната која што ја согледувам, ја наоѓам во мене и се идентификувам, бидејќи сметам дека сите ние сме на некој начин мозаик некој, составен од многу милиарди мали парчиња, кај никого тие парчиња, не знам, се повеќе од обоени се различно, не знам како и да е, меѓутоа сите ги имаме сите тие особини, можеме да ги најдеме во себе си. И Слични сме у многу работи. да, на некој, значи слични и различни. Така да Чекај момент, сега ми текна. Ќе побарам нешто, нека ролаат камериве. Пример. аха, Има тамо две стикчиња. Прв ќе гледаш. добро. Мелодијчето е та-да-да-да-да-да, та-да-да-да-да. Толку. Значи може и да е така, може и да не е. Ете, читни го првиот стих, многу ме интересира вака во живо да видам на кој начин каква магија ќе ги даеш. Ја имам оваа песна снимено демовце и знам како звучи. Ти не си ја чула песна, бе. Никој не ја чул, никој не ја знае песната. Океј. Како ве кога сама си, јас те додидам. Тоа е мелодијата, а може и да не е таа. Кога сама си, тогаш јас те допирам, во мислите сум ти. Зборувам. Мислите сум ти. Да, како врел полусон. Што би требало да направам јас? Не знам, баш ме интересира што ќе се случи, еве, два збора да чуем од тебе, како ќе ја доживееш. Кога сама си, тогаш јас те допирам. Ова пред се, кога сама си, може би станува збор за некаква изолација од сето. Кога сама си, кога си само моја. Кога сама си, кога си исклучена од светот, тогаш јас те допирам. Тогаш си само моја. Што нема у песната. Тогаш си само моја. Тогаш можеш да бидеш само моја. Тогаш си може најчиста. Кога си тргната на страна од се. А што да кажам? Ми затреперува тука. Значи ти и дае нешто што нема на песнава. Песнава мисли кога е успална она сама и останала и се возбудува и он ја допира. Така. Значи, ето тоа е тоа што го зборам. Сон на секој македонски автор да Тања Таз да испее негова песна. Јас го имав тоа задоволство неколку И јас пати. исто така. Соработката со тебе беше одлична. Тебе го има она што е, мислам, врвот, бидејќи си и автор, но врвот каде што изведувачот изгледа дека секоја песна што ја пее, он ја напиша. Како ја цел живот што сум мислел дека Оливер Мандич сам си ги пишува песните, кај тебе го има тоа што секоја песна, значи ја слушам Лакмус, ја мислам Лакмус, музика, текст, аранжман, се е Тања Таз. Затоа што тоа што го долоуваш
цело. Се опидувам да им приоѓам безкомпромисно, без воздржаност, искрено, максимално. Значи нема никаков компромис, нема тука како би требало да биде. Не би требало некого јас да воодушевам, не е тоа наменето за некого конкретно, тоа е наменето чисто за мене. Мислам дека тоа е вистинскиот пат при креирањето на уметност од било каков вид искреност. Пред се, да се сето она што го правиме, првенствено да го правиме за самите себе си. Бидејќи само така можеме да бидеме искрени. Кога го нудиме за некој, ние го формираме, го обликуваме да тоа некому му биде му легне на срце, да му биде допадливо, тогаш веќе бегаш од себе си на некој начин. Искреноста која ќе подкрепиме со алатки, ќе кажам пример какви алатки. Требаше да снимаме песна под наслов Сама и песна со наслов Сега или никогаш. Сега Сега или никогаш. Да, сега или никогаш. И јас и Мите пиевме кафенце на тераса, додека ти сама седна у сосема туѓо студио. Значи ти тогаш прв пат дојде во студиото, не знаеше ни распоред каде, што е уклучено, што е. Сама седна у туѓо студио, сама ги сними песните и тейкови, изедитира, си се испродуцира сама, додека ние си на рад, си испивме кафенце, онака си затеравме муабет. Така работев и... Каков изведуваш ти, молим те? Значи, Јас... говориме сега за овие алатки кои што ти служат во правецот на изразот, каде што можеш да го контролираш и да си уште по креативна. Дали е тоа вистина? Значи, и кога работев со темпера, и пред темпера, и под темпера, сега, јас чусно сакам, сум многу самокритична и најдобро учам од себе си. Што значи тоа? Ќе снимам, те го слушам и знам што треба да направам. Одиме втор пат, одиме трет пат. Тоа не значи дека третиот пат нема да биде подобар од петиот пат. Меѓутоа, начинот на кој што доаѓам до вистинскиот тек е преку таа самоанализа. Многу е интересно кога се создава нешто, многу сакам да создавам. Јас сум создавач, креатор. Знам дека сум тој и не би можела ништо Знам дека си поинаку да илустратор. бидам. Така да, тој процес на создавање, на креирање на текст, на креирање на музика, креирање на вокална линија, како и да е. Тој процес треба да бидеш во таков мајндсет, треба да влезеш во една посебна состојба своја, да можеш да го извадиш она вистинското од себе. Она со кое што ти ќе бидеш задоволен и кажеш, да, тоа сум јас. Не фолирам, не лажам, тоа сум јас. Тања, фала ти многу што ни беше гостинка. Фала многу што на ни поканата. достои со твојата величенственост и ти посакувам се најубаво. Исто, благодарам многу на поканата. Чао. Чао.